На 2 дена пред стартот на првенството во единствената втора лига во таборот на ГФК Осогово расте притисокот и атмосферата од првиот сериозен предизвик гостувањето на Беса на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани. Жолтосините беа во ситуација за 30 дена да ги мобилизираат сите расположиви сили за што подготвено да му излезат на мегдан на поискусниот противник и да се обидат да ја остварат целта, а тоа е освојување на првите 3 бода во второлигашката конкуренција. Надежите базираат на искуството на новиот шеф на стручниот штаб, но и на желбата на секој фудбалер првенството да се започне со поголем резултат. Иако квалитетот на второлигашите, посебно тие што ќе имаат за цел опстанок во лигата, не е познат, за очекување дека секој клуб ќе се престројува во од, за да се биде конкурентен за крајниот позитивен исход. Во таква ситуација, Осогово можеби е во потешка состојба од другите, прво поради ограничените средства, а второ и поради неискуството, бидејќи до пролетта играше во третата лига и главно со млади фудбалери. Раководството на клубот не реализира некаков сензационален трансфер за назвучно име за овдешни прилики, па сега акцентот на колективната игра и максималното залагање. Колку тоа ќе ги даде посакуваните резултати, останува да се види од коло во коло, пошто многу нешта ќе станат појасни. Покрај Осогово и Беса в сабота уште играат. Башкими Охрид Лихнидос, победа Тетекс, дербито е во Струмица помеѓу Беласица и Пелистер, потоа Новац и Арсими, Каменица Саса Скопје, Детонит Плачковица, Вардар Неготино и Кожув Караорман.